целта на мобилниот систем на снимање е пред се заштита на правата на граѓаните, односно да се спречи евентуална злоупотреба од страна на полицијата или пак корупција. Се ќе биде документирано на снимка и доколку граѓанинот има некаква поплака за постапување на полицаецот, тоа ќе биде снимено, документирано и ќе може да ќе има некаков доказ. Полицајците камерите, мобилните камери ќе ги имаат поставено на својата униформа, должни се да започнат со снимање пред да го застанат возачот и целиот разговор и аудио и визуелно се снима се до завршување на разговорот и евентуално доколку има казна за возачот. Потоа полицаецот кога ќе се врати на работа во полициската станица, се она што е снимено во текот на денот го префрла во посебен уред, во база, каде што не може да интервенира, односно не може ништо да промени. Како што кажавме, целта е заштита на правата на граѓаните. За почеток со овој проект вакви камери мобилни имаат припадниците, односно полицајците од мобилната единица за безбедност во сообраќајот и сконцентрирани се главно на коридорот 10, односно од овде од Табановци до Гевгелија, каде што во лето има и најмногу фреквенција на сообраќај поради летните одмори, како што кажа и ти. Денеска беше презентирано како тоа функционира, инаку овие камери се применуваат од 1 јули годинава и на презентацијата беше присутен министерот за внатрешни работи Митко Чавков и директорот на Бирото за јавна безбедност, но и представници на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Интенцијата на овој проект, односно на операционализацијата на овој проект е подигање на интегритетот на полициското постапување, односно обезбедување на законитост во преземањето на секое службено дејствие, и тоа е практично на иста линија како и многуте политики кои што во рамките на Министерството за внатрешни работи ги имаме до сега донесено, утврдено и операционализирано преку различни стандардни оперативни процедури. Значи, крајната цел и крајната интенција е постигање на две комплементарни цели. Едната цел е обезбедување на безбедност на граѓаните и на заедницата, а во исто време и почитување на човекот права и слободи. Нема команди за снимање, нема команди за прематување, за прегледување, овдека на лице место не може да се прави ништо. Рековме, полицискиот службеник е должен да ја сними секоја своја полициска постапка. Покрај тоа, пред да почне со снимањето, должен е да ги извести учесниците во сообраќајот, граѓаните кои ги контролира, дека целокупната постапка ќе биде снимена. Покрај тоа, има во подготовките пред да започне со примена на овој проект, направивме една стандардна оперативна процедура во која што се предвидени не само обврските на полициските службеници, туку и што не смеат да прават со цел заштита на граѓаните. Односно, не смеат да користат други уреди освен овие за снимање на своите постапки. Не смеат во никој случај видеоматеријалот да го пренесуваат на социјални мрежи, интернет, YouTube и така натаму. Представниците од МВР, но и од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот по презентацијата овде на граничниот премин Табановце на сите граѓани кои што влегуваат во Македонија им делеа и флаери информативни. Едниот се однесува на всушност на мобилното снимање, додека другиот е токму за тоа дека брзото возење и заморот убиваат. Знаеме дека во лето многу често се случуваат сообраќајни незгоди, особено од луѓе и од другите држави кои што одат на одмор и со часови патуваат, возат и токму поради заморот се случуваат многу сообраќајки во текот на летото, но не е само заморот. Причина многу често возењето под дејство на алкохол, брзото возење се исто така чести причини за случување на сообраќајните незгоди. Токму на оваа тема во претходното издание на вестите од овде од Табановци разговаравме и со претседателот на Републичкиот совет за безбедност сообраќајот, кој што кажа дека има зголемување во првите 6 месеци оваа година, благо зголемување во однос на минатата година, во однос на сообраќајките. Исто така кажа дека Републичкиот совет започнува нова кампања за намалување на бројот на сообраќајки.
Состојбата говори дека во првите 6 месеци на патиштата во Република Македонија имаме 65 жртви во сообраќајни незгоди, 15 жртви имаме и во текот на месец јули согласно со статистиката на Републичкиот совет за безбедност за сообраќајот на патиштата, и ова е за жал една ситуација, една бројка која што треба сериозно да не загржи и сериозно треба да размислуваме за нејзино подобрување. Во таа насока, како што напоменав, ќе реализираме низа мерки кои што ќе треба да им укажат на сите учесници во сообраќајот за најчестите грешки кои што ги прават во текот на летниот период, а тоа се возење со зголемена брзина, непочитување на сообраќајните правила и сигнализација, конзумирање на алкохол и слично. Ги слушнавме изјавите, апелите дека летово повторно се соочуваме со зголемен број на сообраќајки, но дека возачите треба да внимаваат за да не се случат истите оние сцени кои што секој лето ги имаме, особено на коридорот 10, сообраќајки во кои што се губат многу животи. За крај само да кажам дека од досегашното искуство со новиот систем, со новиот проект за снимање, дневно во просек се снимаат околу 40 до 50 граѓани, а вкупно има 20 камери кои што се користат како почеток за овој проект и ги користи мобилната единица за безбедност на сообраќајот.